Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате: куќето Буркица од скопската населба Бутел најде нов дом во Велика Британија. Тројца млади ја изработи апликацијата Најди аптека, штеди време и пари при пребарувањето лекови. Филмот Се на секаде и одеднаш со 7 награди доминираше на Оскарите. Здрава на сите! Добро дојдовте во 77-та епизода на Шорткат. Јас сум Нина и денеска ќе ве запознам со најважните вести од минатата недела. Почнуваме веднаш, следете ме. Емисијата започнуваме со барањето на матурантите за кратење на материјалот за учење за матура. Организацијата за диалог и афирмација на средношколците ОДАС побара годинава да се намали обемот на материјалот предвиден за полагање на матура или да се изостави еден интерен предмет. Причина за ова барање на средношколците се бројните лажни дојави за поставени бомби, кои доведуваат до губење на часови во училиштата, а со тоа и неможност да се предаде и усвои она што е предвидено во наставните програми. Од Средношколскиот сојуз пак најавија дека деновиве и тие ќе се произнесат по прашањето за престојното полагање на државна матура, а претходно нивното генерално собрание ќе се состане и ќе дискутира по ова прашање. Надлежните власти засега немаат донесена конечна одлука дали ќе го прифатат барањето на средношколците за кратење на материјалот за учење за годинешна матура. Во Скопското средно училиште Марија Кири Склодовска во петокот беше отворена првата градска биотехнолошка лабораторија. Со отворањето на оваа лабораторија, град Скопје, UNDP и УНИЦЕФ ја формира Националната иницијатива за трансформација на биоотпад, биохакирање и биотехнологии, која треба да ги поттикне иновациите и ќе инспирира ангажман и активности за заштита на животната средина. Лабораторијата ќе може да ја користат средношколци, студенти, професори и предприемачи кои имаат желба да се занимаваат со наука, а во неја ќе може да се експериментира со трансформација на биоотпад, како и со биотехнологии. Во отворената лабораторија ќе може да се направат иновативни производи од биоотпад, како што се кора од портокал, отпад од кафе или банана, од кој би можело да се направи етилично масло или да се направи друг продукт кој што би се пласирал на пазарот. Средношколскиот сојуз во понеделникот поднесе предлог закон за изменување и дополнување на законот за средно образование, со којот пратениците во собранието бара да им се овозможи на сите ученици запишани во јавните и приватните средни училишта да може да се возат бесплатно во јавниот превоз. Председателот на Сојузот на средношколци Лука Павикевик изјави дека станува збор за 2000 средношколци кои учат во приватните училишта и кои во моментов немаат право на бесплатен превоз. Тие бараат бесплатен превоз и за оние ученици кои живеат на помалку од 2,5 километри од училиштето, како и за учениците кои во летните месеци одат на феријална практика. Председателот на Сојузот на средношколци Лука Павикевик се пожали дека учениците со посебни образовни потреби го немаат ова право. Од Сојузот на средношколци потенцираа дека ако собранието до мај не го усвои нивниот предлог закон, тогаш тие ќе поднесат иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на сегашните законски одредби што го третираат бесплатниот јавен превоз. Во денешната епизода на Шорткат, главната тема ја посветуваме на тројцата млади, Симеон, Ева и Михаел, кои изработи апликацијата Најди аптека, што на граѓаните може да им заштеди пари и време во пребарувањето на лекови по аптеките. Тие ги искористиле отворените податоци за да ја подготват алатката, а повеќе детали за нивната работа ќе погледнете во следниот прилог на Шорткат. Симеон Марковски, Ева Аговска и Михаил Мојсовски се тројца млади лица од стартап организацијата Startier, кои во март минатата година победија со свое решение на третиот хакатон за отворени податоци, што го организираше фондацијата Метаморфозис во рамките на проектот на USAID за граѓанско учество. Овие млади изработија веб апликација за граѓаните, која може да им заштеди време и парични средства при пребарувањето на лекови и медицински продукти во аптеките низ Скопје. Најди аптека е апликација која намената да им помага на граѓаните на Македонија со тоа што тие би пишале еден продукт во серч барот и ќе им искочи листа од исти или слични продукти со различна цена, при што ќе бидат подредени според од најниска до најскапа
и исто така има и филтер според локација и им искача на мапа точно во која аптека каде се наоѓа и колку е далечена. Со ова сметаме дека би им помогнале на корисниците да заштедат време, да заштедат парични средства со тоа што ќе бидат во тек со актуелните попусти во аптеките. Откако победиле на хакатонот, преку употреба на јавно достапните бази на податоци, тројцата работеле 2 месеца за да ја завршат целосната верзија на веб апликацијата. Идејата за пристапно здравство, како основно право на секој човек, била инспирација за да воведат решение на проблемот за граѓаните во однос на различните цени во аптеките и установите. Веб апликацијата Најди аптека сега е достапна за користење на граѓаните, а на оние што веќе ја користеле, таа им оставила добар впечаток. Клучна основа за создавање на оваа апликација била достапноста до отворени податоци, кои ги користеле тројцата млади при нејзината изработка. Терминот отворени податоци, по својата дефиниција, значи дека ваквите податоци се поставени во компјутерски обработлива форма, која како база на податоци би била достапна за употреба на корисниците, физички или правни субјекти. Целосно отворените податоци може слободно да се користат за лични или комерцијални потреби и тие може да се анализираат, обработуваат, контекстуализираат и споделуваат без било какви технички или правни ограничувања. Трошокот за преземање на податоците не треба да биде поголем од нивното преземање на интернет. Од тука, отворените податоци се користат не само за изработка на веб или мобилни апликации за граѓаните, туку и за изработка на новинарски истории, инфографици и други содржини од медиумите и од граѓанските организации. Мислам дека во нашата земја има доста достапни отворени податоци, каде што би можеле да ги искористиме и да направиме многу добри алатки кои што би помогнале на народот. Симеон вели дека од достапноста до отворени податоци бенефиции имаат првенствено граѓаните, кои ги користат услугите во секторите здравство или образование, но се корисни и за економијата. Симеон, Ева и Михаел во својата порака до младите од земјава ги советуваат да ја искористат својата креативност при работата и да дозволат пристапот до податочните множества да ги поттикне кон иновативни решенија на проблемите. Она што ни следи е една прекрасна вест за куќето Боркица, која што ги помести границите на хуманоста. На 30 август 2022 година Боркица беше пронајдена во тешка состојба во скопската населба Бутел, откако претходно била безмилосно влечена од комбе по булевар во оваа населба. Активистите за заштита на животните алармираа за овој случај, кој што резултираше со тоа што на куќето му беа ампутирани двете предни ноза. Боркица помина со месеци во ветеринарна амбуланта, а врските за нејзиното лекување ги презаде Марија Јанакиевска од Сдруженијето Кане Корзо. Боркица беше привремено згрижена од активистката Маја Анчевска, а по долги месеци поминати во лекување, куќето Боркица има нов дом во Велика Британија. Таа е вдомена кај девојка која веќе има 3 мачки со хендикеп и 3 кучиња кои биле отфрлени од претходните собственици, а активистите порачуваат дека Боркица е сместена кај апсолутно хумана и посветена девојка. Во продолжение ве потсетуваме за новиот конкурс за избор на најдобро видео на тема Образованието во фокус, крени глас за проблемите на час. Сите млади лица на возраст од 14 до 29 години имаат право на учество на видеоконкурсот, во кој ќе представат одреден проблем во основното, средното или високото образование. Видеото не треба да биде потолку од 4 минути и може да биде изработено на македонски, албански или англиски јазик. Во видеото не мора да има говор или текст, а може да биде снимено со каква било камера, мобилен телефон или друг уред. Видеата треба да се испратат најдоцна до 28 март на мејлот info@meta.mk со назнака видеоконкурс, а за трите најдобри видеа ќе бидат обезбедени награди. Повеќе информации за конкурсот можете да прочитате во рубриката ЦТРЛЗ на новинската агенција Мета. За крајот од денешната епизода на Шорткат известуваме за добитниците на 95-то издание на Оскарите. Најголем успех со награди во 7 категории доживеа филмот Се на секаде и одеднаш, кој освои Оскар за најдобар филм, за најдобра режија, за најдобро оригинално сценарио и за најдобра монтажа. Исто така, Мишел Јао го доби Оскарот за најдобра актерка, Джейми Ли Картис за најдобра актерка во споредна улога, а Ке Хуј Кван за најдобар актер во споредна улога.
Оскарот за најдобар актер за негова изведба во филмот Китот го доби Брендан Фрейзер, а овој филм ја освои и наградата за најдобра шминка и фризура. Филмот Нема ништо ново на западниот фронт доби 4 Оскари, меѓу кои за најдобар странски филм, кинематографија и продукциски дизајн. Наградата за најдобра костимографија ја доби филмот Црн пантер, Ваканда за секогаш, за звук најдобриот пилот Маверик, а за најдобро адаптирано сценарио Жените зборуваат. Оскарот за најдобри визуелни ефекти го доби филмот Аватар Патот на водата, а за најдобар долгометражен анимиран филм беше прогласен филмот Пинокио. Наградата за најдобар документарен филм ја доби документарецот Навални за рускиот опозицијски лидер Алексеј Навални, кој во моментот се наоѓа во затвор. Тоа беше се за вечерашното издание на Шорткат. Пишете ни на Инстаграм и ТикТок за било каква сугестија или предлог и не заборавајте до следниот четврток да ја читате рубриката ЦТРЛЗ на МТМК. Се гледаме следната недела во истото време. Чао!